Кандидатите за советници во општина Тетово на престојните вонредни избори денес со подпишување на кодекс се обврзаа на фер и демократски избори. Од вкупно 13 поднесени листи присутни беа 11 носители. Денеска во присуство на членови на општинска изборна комисија, 11 политички партии и 2 независни листи беа тука да го потпишат кодот за фер и демократски избори за овие локални избори за членови на Совет на општина Тетово. Ние како општинска изборна комисија сме подготвени овие избори да ги спроведеме така како што треба според изборниот законник и имаме мислење дека сите политички партии имаат високо ниво на демократијата и ќе го почитуваат овој кодекс за фер и демократски избори за да завршат овие избори така како што треба. Поголем дел од кандидатите за советници сметаат дека изборите ќе течат во најдобар ред, но дел од нив се сомневаат во тоа. Ние како Демократска унија за интеграција во секој случај сме покажале дека сме лидер кога се однесува во однос по однос на организирање на избори, учеството во самите избори и верувам дека целиот процес ќе биде добро организиран и на крај ќе победи тој што е најдобар. Ние како Подобро за Тетово докажавме и во прошлата изборна кампања дека сме фер кон сите и дека во нашата кампања немаше негативно обраќање до сите граѓани во Тетово. Сакам да верувам дека кодексот што го потпишавме денес сите ќе го почитуваме, но се сомневам дека централната власт која ги контролира институциите ќе ги злоупотребува. Сада само е партија која секогаш промовира демократија и демократски вредности. Ова е уште еден придонес моето присуство денеска, дека се залагаме за демократски фер и избори кои ќе донесат нормално подобро за нашиот град. Денеска имав задоволство заедно со другите носители на листи и во присуство на Општинската изборна комисија да го потпишеме кодексот за фер и демократски избори со кој ние свечено се обврзуваме помеѓусебно, но и пред граѓаните да овој изборен процес да помине во најдобар можен ред. Денес им одговараме позитивно на поканава од ДИК да потпишемо за кодексов за фер и демократски избори. Им посакуваме на секој кандидати среќа и тоа. Ова за нас е нешто вообичаено, бидејќи секогаш сме го почитували овој код, но верувам дека овој пат и од другите политички партии овој код ќе го почитуваат и ќе имаме најможни и најдобри избори оваа година. Но ја као носител на листа на Движење Беса сомневам дека централната власт ќе ги злоупотребува сите позиции што ги има за да го смени резултатот. Изборната кампања почнува 20 денови пред одржувањето на изборите, а завршува 24 часа пред денот на одржување на изборите. Во општина Тетово повторно се организираат локални избори за Совет на општината, бидејќи Советот не успеа на време да ја усвои завршната сметка на општината, па според Законот за локална самоуправа. Владата го распушти Советот, а председателот на Собранието ги распиша изборите за 20 август оваа година.